крушка? Крылушки. А, крылушки. Ще зима, ама тука не е. Ја турка сам. Да, ќе биде. Али мал голем. Бојниче било, не? Абе. Ти само за бојници си бил мајстор? А? Не е долу по земја бојник. Не? Ова го зема горе. Мајката е чудна работа. Ама ситни. Ситно. Неки крупниот го нема. Ове крупниот е вамо долу, не многу го има, ама па таму и плашица вриебе да му се најде. Каде? Подолу? Мирно е и плашиците кои тоа. Види го код става, види го. Добро, значи на крмата реагираш. И ќе одиш едно... Па ќе дојдеш до неа, идеш по креварите, 200 метри. И дојдеш како либот. Има скара камена прајна, има чешма камена прајна, со бршлен целата облејана. А? Таму се берите? Да, бе, да. Па ние направиме колибата, затворено зимно време, чајче си правиме, кафенце, картички ако не јаде. И таму уживаме, на свој начин. Бај. Но се појави овие младиве деца девиирани, со лесни ретардации, со почетоци во наркоманијата, со лепости работи, лом. Шприцој почнам да наоѓаме. Борба со нив, да, еден колата ми испогреба, најдов, тој татко му ги даде парите него. Така почна. На крај земаме иницијатива и го направиме тоа, го уредивме хортикултурно, што да ти кажам. И ден денеска така постои. Тие се веќе дрва, знаеш. Целиот зид е убршлен. Рибарско катче. Направена чешма со значи плоче има од рибарите за народот. Така? Ставена мермерно, да. И тука има скалички, се качуваш. Да си појдеш на кај дома или кај си пош. А тука е веќе стазата, таа асфалтата направена, која почна да ја прават, дозволи значи градоначалникот да таа се внесе као објект кој е за сите, знаеш. Одјавен Ни дадоа вода, ја внесовме доле, ни дадоа струја. Тоа беше првен старечки дом тука, поранешна битолска пивара, магазини. И така почна да функционира, ден денеска си е прекрасно место. Денеска си игра таму картички, табла се врти, тамам скопска шема. И направено камења вртени праени за да се направат брани. И тука функционираме. Секој слободното време се користи тука, на свој начин. Да. Но загрижени за водите во Македонија. Така ги гледам работите. Еве ти го тука и тоа покрупен ти Еве овој мајсторот. Ајде. Си знае. Чворче, може да буде. Чворче има сега и 12 секунди. Не е голем. Убаха мора. Крене, бе? Не. Вот маша. 12 конче било мало, кој ти речат. Како мало? Со си чворе го држа. Тома историјата е. Што сакаш си фаќаш? Клин, мрена, Мешана скара. мешана скара, па најголемата.
Абе, не е идеално кој што треба, ама занимава. Чепката, нешто. Утка. Шо беше ова? Некое рибиште. Некое... Кажи ги да не се зафркаваат многу со тебе. Не ми премерак само што имам чворче на конецот Да? и сум на план Да преврзуваш? да се врзувам. Еве пример што може да уловите на Дримов исто така. Некако. За жал. За жал. Затоа што кој како стаса тука го остава ѓубрето. Доаѓа да не прамувават за луѓето што се ѓубриштата што не фрлаат по реката за жал. И така натаму, Значи почна да јаде и конзервите почна да јаде. Бога ми. На возење ти удри или на... На возење и на кочење. И на коте. Баш. Ова е од рибарите вака исто што доаѓаат и си фрлаат. Но што тешко им е во некој кесише да си го приберат дома, ѓубре да си однесат некаде попат. Фрлива тука. Како месере? Како е? Кој знае си вади. Така? Така си е. Како е, неки таму? Како? Ана му неки? Каде? Кај што беше до сега? Таму сме. И? Неке само клен и мренка. Чудна работа, ја овде кад кленот чепка, а до Не е вчера уште качана. Не е качена рибата. Цветине? Nije. Нема. Излезе и некој бојник го има, ама не кој се треба. Тук тек да, ама не. Вчера убаво поминале. Убаво поминах и ја вчера. Да? Не бях имал гостин така Не знаева да се печа на плажа. Да, вчера убаво, превчера убаво. Има доле бев. Каде дали? Кај што беме тогаш, лани, Кој каналчено? после каналчево. Беше таму? Не ти удираше плашка? Плашка малаше тук тек, ама вада го исколали. Да. Пред да се качи завчера и почна нагоре. Мрене или мренка? Мринка. Мренка. Така. Мрина ќе речат од другите мрени, така. Ова е, нели, овие што ја викаат копни на други места кракушка. Црна Ова балка. стари кракушка е друга риба. Да. Заправо не е, нели, ова е црна балканска мрена. Кракушката е башка. Добро, Вода, како постигнуваш? Те гледаме секој ден на малите екрани, нарибите гледаме. Како успеваш? Така, еве, например, денеска треба во Скопје да сум во 7 сатот, зашто имам снимање.
едно филмче почнуваме сега. И така, јас тука до 2 сата ќе си ловам, после си трнувам во Скопје, во 6 таму да сум од прилика некаде и во 7 на снимање. Сакам да кажам дека обично кога сум слободен, кога немам снимање, сум по риба. Најчесто. Значи голем дел. Тука ги полниш батериите, а? Многу. Многу. Дали добиваш инспирација на риби за твојата работа? На риби искрено само уживам, освен кога сме со друштво, кога сме заедно, да речеме јас, Ванчо, колегата Ванчо Петрушевски. Па имаме и други пријателчиња што одиме заедно така и тоа шпаѓаат разни таму идеи, што со вие. Зезанци и голем дел од тие работи знаеме да си ги искористиме понатаму во тоа што го правиме. Добро, а од каде научите да ловите бојник? Пошто во Охрид многу ретко има бојниче. Тука. Шо од гледање, шо од испробување и така. Колку долго ви требаше Кога да си- се овлада таа техника? Па не многу долго, искрено. Ама кога си мераклија и кога одиш постојано на риби, ќе се овладаш. На Ќе кој вид? пробуваш, ќе експериментираш и така. Сега јас во главно си го ловам бојникот на леп. На трева не сум толку стручњак да го ловам, бидејќи овдека и на леп јади на југо. Сега на други места сум пробал неколку пати на треска, на трева и таму го ловам, меѓутоа не со олкав успех како тука што го ловам на леп. Која риба најповеќе сакате да ловите? Не знам, моментално искрено бојникот ми прави големо задоволство и сакам да го ловам, а иначе си ловам и се останато, зависи каде сме. Тука на Дримот најчесто бојник, клен, во Охрид во езеро, нели, кленот, па доиран исто често одиме таму зимно време повеќе, карасот, црвено перката, на козјак попадика, по некое крапче излага. Од колегине со кого одиш на риби? Има некој така страстен риболовец? Па во главно одиме со Ванчо на риби заедно. Така, иста тајфа сме. И тој бојничар или? Да, и сега сигурен сум кај да е некое време ќе се јави, да праша како е, шо е, а може би ќе се јави и неколку пати, не само еднашка. Еве го сега, овај валда нема да го откачиме. А, крп, мренка. Ако мрена. Ти што сакаш си фаќаш? Неше нас кара. Не ше наскарај, Ти има за неколку плотни, а? Ќе има. Ти имам. Јас требаше на снимање да сум уште вчера, па ми дадоја фора уште еден ден. Ево вака си поправам кејф тука. Нема да е цел ден денеска до крај еден, така половина ден, најубавиот дел од денот, кога најубаво јаде рибата после пладне, нема да сум тука. Ама и толку, па за сметка на тоа ќе треба најверојатно да им однесам некое рибче таму во Скопје. Како изгледа тоа дружење За на риби? дружење. Дружење на риби како изгледа преплетено е со вицови, со скечови, нешто? Тоа е постојано смеење. Некојаш знаеме повеќе да се смееме отколку риби да ловиме. Ќе има прилика кај што и тоа ќе види. Опа, Так, тука е. некоја нешто ситно плашка е сега. Што значи за вас риболовец? Риболовот за мене? Ами штом најголемиот дел, мислам од слободното време го поминувам по риба, забава, рекреација. Еве сега си ловам тука, не размислувам на ништо друго, освен што си ја гледам тапата и вака која ќе ми удри, понекогаш која ќе ми откачи повторно, Не се нервирате? ич.
Не, И кога ќе замине риба, не. Важно ми е само да се занимава, да работи рибата. А колку ќе уловам, како ќе уловам, тоа не ми е толку важно. Добро, овде гледам меѓу десетина рибари само вие вадите. Што е проблем? Или магијата? Не знам тоа. А? Тоа не знам, тоа може би треба да ги да се прашаат останатите зошто не вадат, не знам. Гледам Не знам, има нешто. Гледам со колеги не се дружите и на суво нешто во струга, гледам со рибари од Битова, вамо Па си правиме дружења, тоа многу често и со колеги и со рибари пријатели имаме и од Битола, од Скопје, од Прилеп, од Струга, од Охрид, од каде не. И правиме постојано дружења такви. Особено летно време кога сме тука, па заеднички риболов многу често правиме, не само тука и на други места. И така, забавно е. Пред се ни е забава риболовот. Значи, вчера бевме исто, поуловивме многу со едно другарче тука од Струга, Африм. Многу го пројдовме. Значи работеше вчера во некој, да? Многу. Добро, што друго може да се извади? Еве, имате искуство и некој краб слушнав сте извадили ви? На Дримов, меѓутоа не овај дел. Сега, може би и овде како го имаат, кажува дека и овде го има крапот. Меѓутоа јас сложани имам извадено минатата зима 2 крапа, значи. И тоа првиот пат кога отидов, водата беше доста висока, многу бојник вадевме и тоа крупен бојник. На леп исто. Доаѓам, следно доаѓање од Скопје ми беше исто таму. И водата паднат. Бојник не пипа. Арно второ, трето фрлање, удар имаше земање и извадив еден крап од 3 кила некаде. На конче, интересно беше, на конче 14-ка со 10-ка јадиче. Сега ми помогна другарчето што е денеска ете со нас по риба Бојан да го извадам. Во смисла влезе долу во вода и го изваде тој крапот го извади. Кепче немавте? Немавме кепче, затоа што не планиравме на крап да доаѓаме. И така. И после тоа уште еден ден та извадив од кило и пол таму. Неочекувано, значи ги извадив тие 2 крапа. Ама беше сосема забавно. Баш кога не очекуваш така, излагаат убави работи. Кој дел од Дримот најповеќе го посетуваш? Па најчесто добавјани овдека, зимниот период.
сепарациите, например, на Вардар работат дење ноќе. Водата не е матна од Вардар затоа што е од кал или од нешто друго, туку е матна од тие миење на машини, на песоци, што нормално е штетно и за самата река, за водата и за рибата. И ние сакаме да ловиме риба и затоа ја нема рибата, сега што знам како да кажам. Што сакаш, што си хочеш. А мринката како ја спремаш исто? За спремање? На плотно ја правиш? На плотно, да. На плотно, Зависи во какви услови, дали на плотно, дали пржена, некојаш и варелна. Не сум така печена, но Значи одмараме сега. Ова рибија постамали ли? не е риби, ама убава е. Да? Твое производство? Не е моје, домашно е, на мајка ми, ама убава. Е вака, некој свадбен подарок е присутно преку малите екрани во нашите домови. Што ќе ни изненадите ова година? Па понатаму повторно стандард се продолжуваат приказните. Ги снимаме се уште. Ќе има некои 30 на нови епизоди сигурно оваа година. Па ќе има најверојатно се готви една детска серија нова. Еве вечерва трнувам за едно ново филмче да снимаме. И така, си имаме постојано работа и се надевам дека ќе излезат сите тие убави работи, мислам. За гледање и прифатливи ќе бидат со публиката. И ајде. Многу лошо јаде.
Да, како што треба не е. Многу малку гледам актери, новинари, познати личности на риболов. Што значи тоа? Дали дека само кај нас е запоставен риболовот или? Па појма немам да ви кажам право. Најверојатно си имаат, можеби, голем дел од луѓето не разбираат и нас како што е интересното кога ја држиме трската и чекаме да ловиме риба. Па можеби тие има нешто поинтересно за занимација која што ние не го разбираме. Еве пак промаршив. Што се страми од камерава некако? Најверојатно. А ја снима камерата и чеп. еднаш ништо, од која ќе удри, Да, клучиме. трчање со камерата, така. Пошто гледам во другите земји, еве да кажем и во наголемите, во Америка, во Русија, председателите мора се појават со трска, еднаш има огромен број на риболовци во светот. Кај нас е некако запоставено и оставено тоа. Запоставене риболов кај нас. Што знам, не се води многу сметка за риболовот воопшто како спорт кај нас. Толку многу, нели? Имаме нон-стоп преноси од кошарка, од фудбал, од ракомет, па од тенис, од шо не, дури и покер гледам на телевизија дека има. За жал, а риболовот скоро воопшто да случки, да не сме ние вака риболовците, нели, што не интересира ова, мислам дека нема да има никакво ни известување. Воопшто не се известува како спортски настани од риболовот на превари и така натаму. Добро, гледам само ти вадиш денеска овде. Сега, дали до висината е, дали до распоред на ова, дали Кој знае, добра треба тапа, добар конец, што мислиш, што е проблем? и тапата, и конецот, и возењето, и сака експериментирање, еве и денеска не јаде идеално рибава, така што сака да се експериментира, дали сака на кочење, дали сака на слободно, кочење слободно. Не може редот да му се фати денеска, како. Која риба ви е така, или кој риболов ви е најинтересен? Дали ловите само со пливка или ловите и на дно, и со блинкер, со мушица? И со блинкер, и со мушица, и на дно. Меѓутоа, вака на пливка ми е најинтересен риболов во секој случај. Дали може да се И развие најчесто на река, значи ловам и на езеро, меѓутоа речемот риболов ми е така најголемо задоволство? најголемо задоволство. Дали може да се развива Македонија тој рибен туризам? Пошто, еве, ние прво рибари не сме најмасовни, оно што кажете, стварно не сме застапени на медиумите, има над 20.000 риболовци. Па најверојатно може, само треба да се обезбедат услови. Еве го. Така? Опа, се заминеше за малку. Најверојатно може, само треба услови да се обезбедат. И тие што ги рековме да се средат реки, езера. Бојниче. Еве. Каже, мора да скршиме малеро да снимиме тапана инак. Само што денеска еве и ситен го дава бојникот. Го нема тој крупниот бојник. Не. Ќе дојде после ручек кога ќе си заминеш. Најверојатно така ќе биде. Дали може да очекуваме некоја приказна за рибарине? Па би требало и такво нешто да се случи. Сега јас веќе имам снимано две епизоди така кај што си ловам риба. Ама тоа било само дел. Само едно делче во приказните така. Или нема приказни за рибари, све е вистина? Абе ние велиме дека е вистина, други велат дека лажеме. Не може крајот да му се фати никако. Видиме тапана. Убајна. Бајна како оди. Мисли да сака да ја земи сега. Ама што мотиде донаму, чисто е како ја земи. Ема веќе времето е некаде кон 11 часот и веќе не е активна толку рибата. Вчера кој период ви даваше некој вече? Вчера
Јас дојдов некаде по риба околу 4 часот. До 6 имав извадено само 5 бојници. Ама не на ова место, на Вевчанската река долу. После се префали овдека, уште најќеше. Кон 6,5, после пладне почна да дава риба. До крај 8 некаде, 8,5. Додека се гледаше ловек. И нон-стоп јадеш, цело време. Секој фрлање? Без прекин, секој фалање. Исклучиво бојник или... Исклучиво бојник модираш. Доиран од чамец? Ова сега е малку на молење, еве го, ама на молење. Сака постојано да се крми. Што значи сака молење, нема лезе. Еј, се откач. Ете. Добро. Важно е дека удира, дека е интересно, па и нека се откачуваат. Тоа повеќе го крива Андреј Лалина. Да. Ќе му го лошо јадат, лошо се закачуваат затоа. Титово некако го туркаат мамето само место. Дојран наш од чамец ловите од Од брегот? чамец. Од чамец. На што ја ловите црноперката и кароса? На пченка. На пченка и на акарасот и на црнци. На што длабочина? Од прилика длабочина. Зависи. Од прилика некаде од 2 до 4 метри. Слушам дека голем улов имало, или? Многу, многу се лови. Сепак, добро, уловот е ограничен. Меѓутоа, за кеф да си направиш, за релаксација, се вади, можеш во денот, карас може да извадиш 50 кила во денот. А црвеноперка и до 20 кила дневно се вади. Костреш има костреш? И костреш исто така, и тој јаде многу. Кој период ги ловите него? Кострежот. Па пролетва го ловевме кострежот таму. Некаде март, април месец така беше некаде кострежот. А го има постојано, сега сигурно го има. Мора да го има. На жив мамец. А на козија кој дел го посетувате некојаш? Јас повеќе го сакам од козјак уливот, значи кај вливот на треска. И често таму одам, а кога одам со пријатели што ми се од Скопје, колеги рибари, исто одиме од Брана према Здуње со чамец. И од чамец ловите? И од чамец. Не, од обала, одиме со чамец затоа што нема како да се појде на тие заливи. Што бркате попадика или... Во главно или краб? попадика, карасот, таму дури и да досаѓа, од што го има исто. Меѓутоа не крупен карас. А исто и многу пати кога ловиме попадика и краб удира. Бидејќи од козјак изобилува со краб. И воопшто со риба изобилува козјак. О, несреќо моја! Ај. Викаш дека е несреќа? Ауф. Ха? Баксус се. Баксус тежок, а? О, тежок баксус е овој, Овој само да зима пари, чуварот, рибочувар. Личи на Јанес од Данскиот. Бате бе, вика, он личи на мене. Еде бе, шутрак. Сакате да поидите да донесите? Не вие каде да така. Не да. Јас сум господин човек. Дајте трскате и да ми донесете дозволи. Све имаш ти видено, 100 пати ќе ти ја кажувам тебе. Што си ти? Има и кому да покажуваш. Оти во цело човек. Ти ова трска овде? Моја. Хај легитимација дозволи. Добар ден, господин Личински, како сте, дали сте добри? Кај сте, фраер? Тоа е синот кој сум роден.
фаќаш нешто? Само. Вчера попара ги направи. Кажеш се зали. А шо? Зали кажеш? Ако си замине зале, А неќе шо ќе денес? добро. Па го нема. Го гледаш некаде? Водава е качена. Ама и вчера беше качено. Има денеска појки. Не. Толку е. Вчера вечер тако качи, тоа најмногу го даде. Сега го нема. Ја, лажени за примети. Телевизионско на светот. Мислим ја пил. Војниче, мистер Вала, Бојниче. Софијче. Ај, Видио како застана. Да, бе, ама како застана. кој фатиш? Ото. А? Ото. Да, бе? Да. Нека замени. И тој сака да бега, а? Единственото нешто е што се откачува вака и многу откачи во вода. Значи треба да менјам јадица, ама кој ќе ја менја се? Да се звира, а? Епа, сега почнува најубавото време за бојник, тоест не сега, за едно сат, два ќе еве го почна се крена и бојникот дојде се врти веќе врека. Ама мораме да уиме. Вечер сме на снимање. Тоа е целата работа за некој ден, памош ќе дојдеме и ќе си поминиме уште поубаво. Ајде, идеме мајсторе тоа. Чувак. Чуварката важно не е летната. Не. Добро, што ме таа тука? О, машала. Ја, Ајде, мајсторе. Ова некако иш да не, двете има. едно ѓезме со убаво друштво има. Имате. Да. Кој си знае, си фаќа. Кој не си знае, ќе научи. Сега нека крени чуварка чиракот таму. Тој ти е. Мислев мајстор да го правам, ама Нека бива? не бе, добар. Сега тој ќе изненади сега кога ќе крени. Ќе изненади кога ќе крени. Ајде, кленовите. Сега е моментот. Моментот на вистината. Ева е рибарска вистина сега, нема тука. Нема трте мрте. Сега ќе видиме што е. Е. О, машала. Извадил и Бојан нешто. За нешто, извадил нешто. Па добро е шо, убаво. А? Добро, таман. Задоволен? Задоволен Значи сум. си научил. Не треба да си задоволен. Секогаш му се може појки. Убави рибчиња. Убави рибчи. Едно джезме Има. има. Значи, 2 вречи леп. За кило риби. Не, појте има, али... Добро, денеска така и слабо јадеше, што е право. Не, па во најбавото си Изненади. одиш. Ние си одиме во најубавото сега. Ама мораме. Обврски. Обврски друг пат свој. Овие вака. Да ги прибериме за вкула да ме направат јук, така. Така, Со здравје да си јајме. со здравје си ги јадеш, мајсторе, со пријатели. Бојрум те, така е. И совери кесата. Чекај, почна да се претураат. Не ги избира. Да ги собират. Многу има. Многу има. Маша. Абе, мајсторе, ти на вирш ли фаќаш, а? На вирш ли фаќав јас? Ја видле, Ја ти ви ја кажам, значи тајната сега дури. Потко завршивме. Па сега лесно ти е да кажеш. Значи на вирш ли? На вирш ли?
Леле, сега не правиме, значи, реклама, туку дефинитивно секој риболов завршува со едно вакво убаво дружење, со по едно, особено на ова жешко време, со по едно ладно пиво и убаво ни дојде, од која претходно се брцнавме малу во река, овака во Дримов. Така вајте, да? Така е, Добре, учиш ти, учиш. Не бе, добар беше, добар. Па и во пиење учиш, да? Не бе, тој поќе, еве јас учам од него, покажи. Ајде, вели, зубо некаде. Ајде, бистро, Јас мајстор. довде вака, тој довде кај ќе го матнам. Само наречуваме тера пиво да пијаме. Па сте школа е, све тоа школа рибарска. Ако да се оладиш, после... Како пишува на крајот на емисиите, продолжува со 3 точки. Почитувани гледачи, тоа беше се за оваа емисија. Бистро и со добар поглед до наредната емисија.